Денеска на барање на Тиквишки лозовоштари како здружение имавме заеднички состанок и врз основа на актуелната состојба со откупот на винското грозје Вранец, кој што во моментот е актуелно и се откупува, имаме заеднички заклучок. Јас како градоначалник комплетно го поддржувам здружението и сите други здруженија и лозаропроизводителите на винско и на било какво грозје во општина Кавадарци во целата Тиквешија. Заклучокот кој што го имаме со здружението е дека само една винарска визба во моментот го почитува неформално договорениот договор во врска со откупните цени на Вранецот, тоа е винарската визба Тиквеш Кавадарци. Имаме информации од лозаропроизводителите, од здружението дека другите винарски визби, преработувачи на винско грозје и откупувачи имаат истакнато и даваат многу пониски цени на Вранецот како сорта која што е најмногу застапена во Тиквешијата. Јас лично би замолил до сите лозаропроизводители да имаме еден конкретен став, а и до откупувачите претежно на грозје, винарските визби и лозаропроизводителите на грозје да се почитуваат неформално договорените цени и да не и на така лошата година која што имаме за лозарството, дополнително им правиме на луѓево голем притисок и уништување на лозарството. Тие цени кои што се неформално договорени, кои што ги има истакнато винарската визба Тиквеш, во моментот можеби не се доволни, меѓутоа се на некој начин делумно коректни за да преживее лозарството во Кавадарци во самата Тиквешија. Така да го повикувам Министерство за земјоделие, актуелните наши пратеници од општина Кавадарци, Ниготино и Тиквешијата да активно се вклучат во овие заеднички преговарања и договарања, не само во делот на откупот на гројество, него тоа и во делот на откупувањето по квалитет, чечерни единици и на самата цена. Знаеме дека немаме правен момент да делуваме во цената, меѓутоа ако може најголемата винарска визба која што во минатото била критикувана за откупни цени, да ги истакне цените кои се неформално договорени и сака да откупи грозје, мислам дека можат и другите да го почитуваат, тоа сето да оди во прав правец, а тоа е во интерес на лозарството. Лозарството е винарска гранка која што е долгорочна, односно долгогодишна култура, не е една годишна култура. Оваа година им требаме и ние на винарите, меѓутоа и винарите им требат на лозаропроизводителите. Нека биде ова еден повик за едно партнерство, за долгорочно партнерство во интерес на лозарството. Јас сум Јошо Дане, председател на регионалното здружение Тиквишки лозаровоштари од Кавадарци. Пред 3 дена, 4 имавме протест во Ниготино со иницијативен одбор и ние како здружение. Од тука побаравме, дојде министерот во Ниготино и ни обеча да нас свика на состанок. И вчера бевме на состанок ние како здружение од Кавадарци, иницијативниот одбор и од Валантово Мак Вранец. И на состанокот правевме муабет за откупната цена во Тиквешијата и регионот. Министерот си обеча дека со винарите се договорил цената да биде 13 за Вранецот и 11 за Смедеревката. Али кога се вративме од таму, ги прошетавме сите пунктови што откупуваат, од пунктовите сите откупуваат некој по 11 Вранец, некој по 10 и со тоа ние не се слагаме за тоа што ние реалната цена на гројзето е 16 со 18, а сега и таа министр што е договорил од 13 денари, фактички и таа откупувачите и винарите не ја почитуваат. Освен вчера кога беме провериме во Тиквеш се придржаваат према истаката цена и отприлика лозарица задоволни тие што носат. Бар не може да се поплачеме за оваа година и вчера што го видиме тоа на лице место. А од сега, од денеска, ние дојдовме на состанок и градоначалникот и утврдивме да мора инспекторатот да се вклучи, пошто вчера не обичаа дека инспекторатот уште денеска ќе му наложи да става цена на Вранецот од 13 со 11. Али еве и денеска нема ништо тоа. Доколку ние ќе бараме пак, ама касно е веќе за нова средба, него бараме инспекторатот и министерот одма што може уште денеска и утре да се заложат овој проблем да се реши, за тоа што не може да се играе некој со нас вака кој како ќе му текне да откупува. Него треба, ние баравме дури да има загарантирана цена, али тоа уште не е влезено во закон,
бар така ни кажа, и сега бараме бар таа што договориле министерот и откупувачот да ја почитуваат. Сите винари кои откупуваат и сите откупни пунктови мора да ја следат цената како што е во Тиквеш истакната. Сите да имат истакната цена на откупните центри, на откупните центри, да, а доколку не ја следат таа цена што ја договориле меѓу министерот и откупувачите, ние ќе бидеме приморани сите во градот, пошто сите во градот осиромашува градот, сите во градот, не продавници, не жени, не деца, не сите да излеземе на предупредувачки протест во општините, доколку не се поправи тоа, од министерство не превземат нешто. Тогаш кога може во Берлин 1000 трактора сред Берлин 2019 да излезат сите земјоделци, тогаш ќе бидеме ние приморени да одиме пред влада, затоа што не може вака секоја година да се играат со нас и да го уништуваат лозарство, а и плюс да не осиромашуваат нас како лозари, како граѓани во цела Тиквешија и регионот.